Денес, кога охријани се собираат со своите семејства, со најблиските и со пријателите. Мојата желба до секој од вас е да ви посакам среќна и здрава нова година. Ова е секогаш време на надежи, кога го прославуваме крајот на една година и почетокот на новата. Време кога мора да се осврнеме на годината пред нас, со цврста верба дека посветли денови стојат пред нас, дека и покрај тоа што нашите предизвици се големи, секој од нас ќе има храброст да се издигне над нив и да ги пресретне. Дали ќе чекориме напред, ќе развиваме идеи, ќе бараме решенија, ќе подадеме рака на други, зависи само и само од нас самите. На прагот на новото време да ја отвориме вратата на вербата, инспирацијата, посветеноста и пред се личната одговорност. Годината што измина, градевме инфраструктура на секаде колку што можевме. Конечно создадовме услови за отпочнување со градба на капиталните проекти, кои интензивно ќе се издигнуваат во новата година. Го промовиравме Охрид на секаде во светот и за прв пат воведовме регуларни летови кон нашиот аеродром. Успеавме да ја прошириме летната сезона и да го преполниме градот со странци во септември. Го разубавивме Охрид со плоштади и шеталишта. Се радувавме на успесите на нашите спортисти. Во новата година продолжуваме уште посилно. Ке никне Олимпискиот базен, покриениот зелен пазар, новата автобуска станица, домот за стари лица. Ке финализира изградбата на најубавата патека кон парк. Ке добиеме нова таква покрај каналот Студенчишта. На Охридскиот кеј ке блесне новата променада и плажата кај малото пристаниште. Ке ги удриме темелите на новата спортска сала во Видобишта и спортскиот балон во Воска. Билјанини извори ќе се надгради со 3 тениски и едно повеќенаменско игралиште. Варошани ќе добијат реконструирани сокаци и ново спортско игралиште, селата и приградските населби нови и реконструирани улици. Населбата Црногорци ќе добие училишна спортска сала, Лагадин ќе ја добие најубавата плажа во Охрид, ќе никнат нови автобуски постојки, а Охридскиот аеродром ќе добие уште најмалку 2 нови авиолинии. Не чека многу напорна работа и освојување на нови хоризонти во новата 2016 година. Драги мои охријани, постарите велат само да сме здрави и живи, со добра мисла и Божји благослов, се ќе биде во најдобар ред. Поучени токму од нашите предци и традицијата наследена во континуитет 7000 години наназад, да трнеме решително напред во нови освојувања на заеднички и лични врвови, да чекориме заедно со своите најблиски и да се подсетуваме дека посветеноста, честноста и истрајноста се најсилните бесплатни јасови кои секогаш водат кон добитна комбинација. И таков е духот на охријани кој го држи охридскиот сон жив со генерации и таков е тој дух кој ќе се одржи со генерациите кои доаѓаат. Среќна нова година на секој од вас!